Бајколент. Аудио бајке. Молчењето е сила. Еден сончев ден, големиот лав мирно чекорел низ шумата. На неговиот грб удобно седела мала верверичка. Верверичката била многу весела. Скокала нагоре надолу и се смеела додека лавот чекорел по шумската патека. "Ова е најзабавното патување досега", извикала таа. Лавот само се насмевнал и продолжил мирно да оди. По некое време стигнале до голема карпа. Одеднаш зад неа излегла лисица. Лисицата ги погледнала неколку секунди, а потоа почнала гласно да се смее. "Ха-ха-ха, што е ова?" рекла таа. "Кралот на шумата сега носи верверички на грб?" Верверичката збунето ја погледнала, но лисицата продолжила. "Што следува? Ке носиш зајачиња на училиште?" Таа се смеела толку силно што едва и стоела на нозе. "Колку си бавен и сериозен, а носиш едно мало верверче како бебе", рекла подсмевливо. Лавот останал смирен. Тој не кажал ниту еден збор, само продолжил да чекори по патеката. Верверичката почнала да се лути. Станала на грбот на лавот и викнала: "Зошто и дозволуваш така да зборува?" Лисицата се насмевнала. "Еден рик и ќе ќе побегне", додала верверичката. Но лавот и понатаму молчал. Лисицата продолжила да довикува зад нив. Се обидувала да ги испровоцира. Скокала, мафтала со шепите и викала се погласно. Но колку повеќе се трудела, толку помалку внимание добивала. Конечно, кога веќе биле далеку од карпата, верверичката повторно прашала: "Лаву, зошто ништо не и кажа?" Лавот нежно ја погледнал и се насмевно. "Верверичке, понекогаш некој сака да не вовлече во расправија без причина." "Но зошто?" прашала таа. "Затоа што некои луѓе или животни сакаат внимание. Ако почнеш да се расправаш со нив, им го даваш токму тоа што го сакаат." Верверичката размислила. "Значи затоа продолжи да одиш?" "Токму така", одговорил лавот. "Понекогаш најмудриот одговор не е рикањето, туку мирното заминување." Верверичката кимнала со главата. Кога се свртела назад, ја видела лисицата како се уште стои покрај карпата и зборува сама на себе. Никој повеќе не ја слушал. Лавот и верверичката продолжиле по својата мирна патека низ шумата, уживајќи во сонцето и тивкиот ветер меѓу дрвјата. И двајцата знаеле дека не секоја навреда заслужува одговор. Поука. Не мораш да се расправаш со некој што само сака да те налути. Понекогаш најголемата сила е да останеш смирен и да продолжиш напред. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.